старател. Почитувани гледачи, добро вечер. Уште едно ново издание на ваш термин. Ве поздравувам и ви посакувам добре дојде. Секако знаете дека секој понеделник точно во 17:10 сме тука со вас и за вас, се со цел да ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате секојдневно во однос на вашето здравје. Така и денес ќе се обидеме малку повеќе да ви доставиме информации за она што денес ќе говориме. За да се надоврзам на темата, ќе кажам дека изминатата недела беше 4 март, се одбележа Светскиот ден на канцерот. Институтот за јавно здравје излезе со статистики во однос на ова заболување во нашава земја. Ќе слушнете во прилогот кој што ќе биде за кратко. Па одлучивме да говориме малку на оваа тема, односно да поразговараме малку околу тоа исхраната, како делува и што треба се да се користи во однос на канцерогените заболувања. За таа цел веќе со мене во студиото е научниот соработник доктор Драгица Зенделовска и таа е компетентна секако да каже доволно доста информации кога станува збор за оваа проблематика, поточно за исхраната во однос на канцерогените заболувања. Меѓутоа, ќе ја поздравам и ќе ја представам први да го слушнеме прилогот кој што го подготвивме за оваа тема, потоа ќе се вратиме во студиото. Канцер е општо име за група од 100 заболувања. Заедничко за овие болести е тоа што почнуваат со неконтролирано растење на абнормални клетки кои може да ги нападнат другите ткива и органи. Алармантно зголемениот број на диагностицирани пациенти со канцер зборува за тоа колку е важен и расширен овој здравствен проблем. И покрај тоа што се разликува според потеклото, канцерот е заболување кое може да се излекува доколку навремено се диагностицира. Нашиот организам е составен од трилион клетки кои се основни структурни и функционални единици кај сите живи организми. За телото на човекот да остане здраво, секојдневно се размножуваат нови и здрави клетки, а старите и нефункционални изумираат. Но понекогаш овој сложен процес не се одвива според законите на природата. Во еден момент старите клетки наместо да изумрат, продолжуваат да растат и да се размножуваат неконтролирано. Разликата кај нормалните и абнормалните клетки е во оштетувањето на ДНК. Кај нормалните клетки, доколку се појави овој проблем, клетката умира. Додека кај абнормалните клетки и покрај тоа што се нефункционални и оштетени, тие продолжуваат да растат. Новите абнормални клетки формираат канцерогена маса која се нарекува тумор. Клетките од овие тумори се размножуваат многу брзо и може да се прошират и да ги зафатат ткивата и органите кои се во близина. Главните фактори на ризик се мутирани гени, хормони, одредени вируси и бактерии, еколошките и биолошките карактеристики или нездрави животни навики. Ризикот од појава на малигните заболувања може да се намали доколку се променат некои навики во животниот стил, како што се пушењето цигари, стрес, спортување, здрав начин на живот и исхрана. Вие најдобро го познавате вашето тело, доколку имате одредена болка која трае подолго време, напипате симптоматична грудка во вашето тело или почувствувате невообичаени симптоми, треба да се јавите на лекар. Имајте предвид дека многу симптоми на канцер се исти со симптомите на други болести. Навременото откривање на канцерот може да ви го спаси животот. Минатата недела Институтот за јавно здравје по повод Светскиот ден на канцерот, 4 февруари, излезе со статистика за состојбата кај нас. Според Институтот за јавно здравје, во Македонија во 2016 година починале 3882 лица, а стапката на морталитет се движи од 183,3 на 100.000 население во 2010 година
до 187,3 во 2016 година. Најмногу од заболените се од карцином на бронхиите и белите дробови, а Скопскиот регион предничи со абнормални заболувања. Следен е Пелагонискиот со 126,2 жители на 100.000 население, кои се лекувани во болнички здравствени установи од малигни неоплазми. Доктор Елена Ќосевска информираше дека во рамки на секундарната превенција секоја година се работи на превенција на ракот на грлото на матката, на дебелото црево, простатата и ракот на дојката, за кои се обезбедени бесплатни превентивни скрининг тестови. Како еден од главните фактори за појава на малигната неоплазма на дишните патишта е тутунот. Меѓутоа, не помала важност има и аерозагадувањето, кое што доаѓа од повеќе извори и, како што и сите знаете, се превземаат мерки за да се превенира аерозагадувањето. Може би се уште не се доволно успешни и ефикасни, но во аерозагадувањето знаеме дека се настанува како резултат на некои политики кои порано се воделе и сега е моментот да се направат посериозни чекори во надминување на причините за аерозагадувањето. Дел од клучните пораки за превенција од ракот, според институтот, и да се креираат здрави училишта, здрави работни места, подобар пристап до нега на заболени од рак и инвестиција во контрола на ракот. И ве сме повторно назад во студиото, значи можевте од прилогот да слушнете што представува канцерот и со оние статистики кои што кажав излезе Институтот за јавно здравје по повод 4 февруари, светскиот ден во одбележување на канцерот. Со мене во студиото е, кажав и пред да почне прилогот, да повторам и сега за оние кои што подоцна се вклучени, професор доктор Драгица Зенделовска, научен соработник. Да ве поздравам и да ви посакам да добре дојде, за прв пат сте во ваш термин емисијата на ТВ Сонце. Ви благодарам на поканата, на вистина ми е драго да бидам ова попладне со вас. Так. Одлучивме да говориме на оваа тема, секако да се надоврзаме на овој одбележувањето на светскиот ден на канцерот, секако бидејќи онаа бројка која што ја кажа е на вистина голема во однос на нели заболените од канцер, добро би било да ги информираме нашите гледачи, оние кои што имаат вакви проблеми или пак ако некој понатаму се соочи со некој ваков проблем, да знае што и како да преземе во однос на секојдневниот живот. Првин, ајде на почеток вака да ни објасните и вие што се случува во организмот кога се добива едно канцерогено заболување. Она како што во суштина и напоминавте во прилогот на почеток, значи има тотално неконтролирана делба на ниво на клетка. Така. Прогресивно има некаде околу повеќе можеби од 100 видови на карциноми. Меѓутоа, за жал, се поголем бројот на пациенти кои што заболуваат од овој вид на заболување. Значи, можеби она што треба да се направи е да се зголеми превенцијата, да се стави малце повеќе акцент на храната и на каков начин ние можеме практично да превенираме појава на едно канцерогено заболување, бидејќи во некои случаи гените си ја играат својата работа. Значи, таму каде што имате генетска предиспозиција, навистина треба луѓето да повнимаваат почести, да бидат нивните прегледи почесто да се контролираат и така натаму. Меѓутоа, животниот стил и правилниот избор на храна и такако може доста да помогне, како што рековте, да го намали ризикот од ова заболување. Така. Што е тоа што предизвикува, обично велат, нели, кога паѓа имунитетот, па тука се пореметува се во организмот, што е тоа обично што придонесува за опаѓање на имунитетот кај една личност и сето она што се случува по тоа како пореметување во нашиот организам, па за да му дозволиме, нели, на некое заболување да не нападне? Так.
Причинителите за појава на карциномот може да бидат различни. Како што напоменавте и претходно од прилогот, можеби еден од главните причинители за појавата на карциномот на белите дробови е токму аерозагадувањето. Значи, тоа е еден од начините кој што се надевам дека ќе се реши во некој догледен период, бидејќи навистина не само ние повозрастните, туку и децата и како се една таргетирана група која што може да биде засегната од тој проблем. Дали сега станува збор за депониите, дали станува збор за согорувањето на отпадот, дали станува збор за возилата или за домаќинствата, не треба да го заборавиме ниту линданот кој што е во Охис и така натаму, значи да не кажам непријатели секаде околу нас, меѓутоа навистина мораме да се справиме со проблемот загадување кој што е можеби проблем број 1 моментално не само во Скопје, туку и во другите градови во државата во однос на PM10 частичките за кои што многу често ги спомнуваме, ама никако некако PM2,5 да се спомнува и така натаму, кои што тие најситните частички, најситните кои што можат навистина да бидат дури уште попроблематични за разлика од PM10-ките. Покрај тоа, храната е нешто што многу често го правиме во текот на денот. Значи сите ние јадеме барем најмалку 2 пати во текот на денот, 3 пати и така натаму. И еден од параметрите кој што исто така може да биде многу важен е токму внесувањето на нечиста храна. Значи, присуството на различни видови на хемикали во самата храна, од типот на пестициди, хербициди и така натаму. Еве ќе го споменаме карциномот на дојката, кој што е еден кој што најмногу ги засега, да речеме, припадничките на женскиот пол, е присуството на ксеноестрогеници кои што се во храната или пак во обработката и производството на пластиката и така натаму, кои што можат практично да делуваат како хормони. Така да во суштина треба да се внимава и на квалитетот не само на намирниците кои што ги конзумираме, туку и на квалитетот на амбалажата кој што практично ја користиме за складирање на нашата храна. Значи, кај нас, за жал, се уште може да се најде храна која што е потенцијално опасна, не само на пазарите, бидејќи многу често луѓето кои што ја одгледуваат храната употребуваат различни типови на хемикали кои што за жал не чекаат да помине таа нивна каренца или времето за кое што се очекува распадот на хемикалите со кои што се прскаат намирниците. Така. Туку ги продаваат на пазарите без да пројде таа каренца и вие не знаејќи практично јадете храна која што е доста загадена со токсични компоненти. Покрај храната имате еден куп индустријски производи кои што се продаваат во супермаркетите, кои што во суштина исто така содржат голем број на хемикали и на адитиви, значи конзервансите се само една група на практично на хемикали, ги има некаде околу 22 видови на адитиви во исхраната, кои што исто така може да делуваат како токсини, во суштина ние велиме во мала концентрација не се опасни, меѓутоа ако тоа го правите често и ако тоа го правите секојдневно, исто така може да биде тригер за појава на едно вакво заболување. Од друга страна, ајде да речеме кога сме веќе кај загадувањето, јас би сакала со вашите гледачи да споделиме еден податок кој што е на пример во 2011 година имаше ситуација каде што Обединетите нации, односно УНЕП, тоа е нивната програма за животна околина, која што објави, да речеме, колкава количина има исто така да имаме осиромашен ураниум во Косово. Така да влијанието, да речеме, во Македонија и не е неизвестно, значи така бидејќи е навистина близко, така. Така да во суштина и такако имаме едно такво влијание од зрачењето, знаеме што се последици, вклучувајќи ги тироидната жлезда, лимфомот и така натаму, како ајде да речеме болести кои што први ви се јавиле како резултат од тоа зрачење, меѓутоа ако ние не превземеме нешто во нашиот ритм на тековно живење или да го смениме нашиот стил и така ако сме повеќе изложени, да речеме, или го зголемуваме ризикот од појава на канцерогените заболувања. Значи тоа е еден дел од целиот овој наш денешен муавет, меѓутоа
Рековте и сами, стресот е дополнително. Така. Лошите мисли како може да бидат токсини за нашето тело, така да во суштина трупање на токсини и неправилен начин на елиминирање на токсините од нашето тело исто така може да бидат проблем, односно да ви го зголемат ризикот од појава не само на канцерогени заболувања, туку и на други хронични заболувања. Имунолошкиот систем е многу важен, така да дали ќе најдеме ние начин да го подстикнеме имунолошкиот систем за една негова правилна функција, меѓутоа не треба ни да заборавиме дека не е само подстикнувањето на имунолошкиот систем, дали со храна или додатоци во исхраната, туку и детоксот и на мислите, и на умот, и на чистењето на нашето тело е еден од важните параметри, бидејќи имунолошкиот систем не е добро само да се стимулира ако вие не пробувате да го изчистите паралелно и вашето тело. Че компletно психичко и физичко грижење за нашето целокупно здравје. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи може од режија веќе да ги испишат телефоните на екранот ако не се испишани. Доколку имате некое прашање, некое ваше мислење во однос на нашава денешна тема, може слободно да се приклучите во нашиот разговор и да се јавите на нашите познати телефони. Секако сето она што ќе може да го даде како сугестија мојата денешна гостинка, доктор Драгица Зенделовска, ќе се обиде да се разбира да ви излезе во пресред. Доктор Зенделовска, често пати кога говорите на телевизија, воопшто кога сте гостин, не само кај мене и кај колегите, го спомнувате оксидативниот стрес. Што би значило тоа? Што значи оксидативен стрес? Дали ова зова цело време ова што го говоревме во однос и на надворешните влијанија и на стресот како стрес, тоа би можело да се нарече оксидативен стрес или не. Тоа е сосем нешто друго? Оксидативен стрес е состојба во телото кој што во суштина значи зголемена концентрација на слободни радикали. Тоа се оние натрапниците кои што се создаваат во нашето тело, ама се внесуваат и од надвор преку употреба на вакви нечисти храни и така натаму. Значи, најчесто и чисто за гледачите да знаете дека најнечистите храни или 12 најнечисти храни се јаболката, може да биде цвекот, како да знаат кои јаболка се такви? Не можат да знаат. Јас претпоставувам и се уште верувам во органите на државата кои што би требало да ја имаат контролата врз квалитетот на храната, бидејќи навистина може да се најдат намирници кои што навистина може да бидат отров. Верувајте, вие мислите дека се храните здраво, има луѓе кои што велат, ма јас цел мој живот јадам салати, јадам овошје, не јадам месо, јадам повеќе вегетаријанска исхрана, па и ве се случи едно вакво заболување. Причината е токму во присуството на различните хемикалии во самата храна. И вие не можете да најдете начин да ги елиминирате ако конзумирате јаболко кое што е 20 пати прскано во текот на неговото производство. Она што го спомнавме дури во однос на психолошката состојба кај луѓето е да не забораваме дека сега излезе во скоро време една студија која што вели дека најголемиот процент од луѓето кои што имаат практично канцерогени заболувања се луѓе кои што претходно имале депресија. Значи не треба да го заборавиме ниту тој момент, а кога сме веќе кај оксидативниот стрес и прашањето што ме прашавте, токму зголемената концентрација на слободните радикали може да биде причина за развој на канцерогени заболувања, бидејќи концентрацијата на тие слободни радикали навистина, ако вашето тело нема ендоген капацитет да се избори, немате доволно антиоксиданси кои што ќе ги врзе тие слободни радикали и ќе најде начин да ги елиминира од вашето тело, во таков случај навистина вие веќе наоѓате во ситуација каде што имате добра подлога за развој на хронични заболувања не само на органи, туку и на органски системи. Значи, навистина треба да се внимава. Нашата класична медицина во овој дел нели нуди хемотерапија, радиозрачење и така натаму. Меѓутоа, еден од начините кои што можеби хемотерапијата понекогаш да биде успешна е токму продукција на слободни радикали во телото за да може да го уништи туморското ткиво. Затоа е многу битно какви типови на антиоксиданси вие пак ќе вклучувате за време на вашата, да речеме, хемотерапија, доколку сте одлучите да се подвргнете на еден таков медицински третман. Ќе направиме само мала пауза со еден мал блок на реклами и се враќаме повторно.
Еве сме повторно назад во студиото, значи говориме за исхрана кај канцерогени заболувања, за оние кои што еве подоцна се вклучени во емисијата. Уште еднаш ќе напоменам, може да се јави секој оној кој што ќе сака нешто да праша, кој што се соочува можеби со вакво некое заболување, да постави некое прашање, а секако ние ќе се обидеме со мојата денешна гостинка да дадеме некој совет или некоја насока што се и како треба да постапи во однос на неговиот проблем. Доктор Зендиловска, стигнавме до оксидативниот стрес. Дали има начин да измери секој од нас, дали и колкав е оксидативниот стрес во неговото тело и каде може тоа да се направи и дали е тоа исто голема причина за канцерогените заболувања? Да, тоа може да биде причина за канцерогените заболувања. За среќа кај нас во Македонија тоа може да се измери. Значи на медицински факултет постои инструмент за мерење на оксидативен стрес. Сега се обидуваме тоа да го вметнеме во некакви видови на проекти од каде што ќе излеземе практично со некакви истражувања. За среќа сме во контакт со многу професори од Италија, од Сорбона во Париз и така натаму, каде што практично има некои колеги од Аргентина кои што сега ќе ни се вклучат во ова истражување, каде што во суштина би излегле со, да речеме, некои интересни научни резултати, нивното поврзување и начинот како практично да се среди, односно да го елиминирате тој оксидативен стрес. Значи се мери. Тоа е тест кој што може да се направи во плунка или може да се направи во крв и така натаму е еден од наједноставните начини за да проверите дали имате оксидативен стрес или не. Може би тоа е еден од начините, меѓутоа и еден од начините за да проверите дали имате потреба да пиете некои витамини, мултивитамински препарати, некои комплексни антиоксиданси и така натаму. Значи, постојат меѓународни конференции на кои што Како се справуваат еве тоа сакав да ве прашам во продолжение, бидејќи знам дека постојано ги посетувате ваквите случувања надвор од нашата земја, какви се нивните искуства, што тие преземаат таму, значи каков е нивниот протокол во однос на превенцијата на канцерогените заболувања, бидејќи не само кај нас, него воопшто стапката на појава на заболувања на канцер кај населението и надвор исто така многу зголемено, не само кај нас. Значи, како тие се справуваат со ова, што преземаат? Каролинска институтот во суштина работи многу повеќе на антиоксидансите кои што се даваат кај канцерогените заболувања. И последното нивно истражување беше конкретно поврзано со витаминот Е, кој што не смее да се дава кај канцерогени заболувања. Италијанците се многу напред отидени, тие многу често го користат коензим Q10 кај вакви заболувања. Нормално, сега тука доаѓаат и комплексни антиоксиданти и многу други. Меѓутоа, се почесто веќе можете да најдете на истражувачките сајтови, дури центри и болници надвор во високо развиените земји, каде што паралелно се користи, да речеме, медицински третман со некаков алтернативен третман. Значи, покрај тоа, име да речеме, кога зборуваме алтернативно надвор од класичната медицина, можете да најдете литература, па дури и доктори кои што долг период работеле практично на ова. Тука е Нобеловецот доктор Ото Варбургер, кој што ја поврзува канцерогеното заболување со киселоста на организмот и таа терминална точка на киселост. Тука имате Јоана Будвик, ги имате Норман Волкер, ги имате Тулио Симончини и една низа Герсоновата терапија и така натаму. Значи, практично милион начини на кои што веќе луѓето пробуваат, значи, покрај класичната медицина, туку зборам стручњаците, не зборувам за обичните луѓе, значи, пробувајќи и со алтернативен начин да може оваа состојба да се стави практично под контрола. Во некои од болниците во Германија, каде што и јас сум била, сум ги посетила, например, да речеме во Хановер, се користи еден третман на хипертермија, каде што во суштина може да биде локално, меѓутоа може да биде и системски, каде што ја зголемуваат температурата на телото, рачунајќи дека во суштина со зголемената температура практично ќе се уништат канцерогените клетки кои што не можат практично да издржат на 40 степени Целзиусови. Некои од терапиите се сведуваат практично на користење на сирова храна, кога зборуваме во однос на исхраната.
Во многу ситуации се користат различни типови на додатоци во исхраната. Да речеме, во Египет е многу бал процентот на канцерогени заболувања, меѓутоа таму се користат различни типови на екстракти од семиња и различни типови на зачини за таа намена. Меѓутоа се користат и голем број на додатоци. Значи во Америка веќе таа индустрија станата многу голема. Да не зборуваме за Јапонија и за Кина. Значи тие од секогаш користеле колку што е можно повеќе додатоци во смисла дали тоа ќе бидат чаеви, дали тоа ќе бидат некакви концентрати, екстракти, да не ги заборавиме етеричните масла. Етеричните масла и како се поинтересни кога станува збор за некои канцерогени заболувања од типот на етеричното масло од темјан, заедно во комбинација со етерично масло од сандалово дрво. Значи, се користат и мајчина душичка, значи тоа се етерични масла кои што се од треви или од супстанции кои што ние ги имаме кај нас во државата. Значи едноставно можеби треба да се стимулира, да кажеме, начинот на нивното производство за да се почесто се користат. Маслото од орегано, исто така тука маслото од камилица. Зборуваме како топ 6 етерични масла кои што можат да се користат, да речеме, не само за превенција, туку еве да кажеме како една помошни состојки кога станува збор за канцерогените заболувања. Значи, луѓето кои што во суштина одат на хемотерапија, навистина треба да им се помогне за да можат многу полесно да го издржат тој процес на хемотерапија и едноставно да ја сменат исхраната. Јас навистина сум приврзаник на тоа дека не можете да јадете се кога сте во еден ваков процес на хемотерапија. Навистина треба да имате правилен избор и на сокови и на овошје. Меѓу поновите терапии кои што се користат во високо развиениот свет, во Канада, многу блиско до нас е сега веќе Бугарија, тоа е инсулин потенционата терапија. Така да во суштина веќе се оди малце понапред во тој дел и мислам дека треба да биде еден поттик да и ние практично ги уклучуваме таквите видови на терапија се со цел да можеме да им помогнеме на луѓето. Има ли разлика од каков вид на канцер значи ако е различни видови на канцер, еве да речеме канцер на дебело црево, канцер на дишни патишта, канцер на дојка, тука да се применува различни типови на исхрана или пак за воопшто се користи за сите видови на канцер, таа промена на исхрана која Добро што е да има разлика, не може да биде исто. Значи, на почетокот во суштина е подобро да се прибегне кон алкалинизација на телото како една Што би значило тоа? Многу често пати слушаме дека содата макробиотичката, значи не она која што се содржи алуминиум и како е корисна за алкализирање на целото тело. Еве, кога се говори за превенција, може би да не дојде до заболување. Точно ли е тоа? Меѓутоа не смеете да претерувате ни со нејзе. Значи, во суштина таа е пуфер. Меѓутоа гледано од хемиска гледна точка може да ја помести рамнотежата во желудникот каде што имате 2 молар на HCl. Така да секогаш треба внимателно со некои такви додатоци за алкалинизација. Ако зборуваме превентивно, тогаш навистина не треба на своја рака тоа да го прават, треба да се посоветуваат. Значи, друго е кога имаме карцинома и кога ќе посоветувате некој да пие натриум хидроген карбонат, а друго е кога тоа го правите превентивно. Значи, ако сакате да правите превентивно, според мене поголем избор и подобар избор ќе биде да земете лимонов сок, да користите почесто ѓумбир. Значи, почесто да се внесува алкална храна, нека се внуваат минерали, нека се внесуваат. Што значи тоа алкална храна, доктор Сендов? Алкална храна во суштина е храна која што кога вие ќе ја изедете и кога ензимите во вашето тело ќе ја разградат, ќе ја зголеми pH вредноста на крвта. Значи, практично нема да предизвика ацидоза или киселост во вашето тело. Индустриските производи, лебот, житариците, меѓутоа освен просото. Просото е единствената житарица која што е алкална, останатите житарици можат да направат во поголем или во помал степен киселост на вашето тело. Храната која што ја конзумираме, начинот на подготвување на храната, исто така може да предизвика една храна од алкална да премине во кисела храна и
Така да, бадемите, да речеме, млекото од бадем е добра алкална храна. Овошјето и зеленчукот се богати со ензими, меѓутоа се богати и со витамини и минерали и се алкални за телото. Значи, исхраната во текот на нашето секојдневие треба да биде правилно избалансирана, за да не се доведете практично во состојба на ацидоза и ете така да направите, да речеме, еден добар предуслов за развој на некакви дегенеративни заболувања, некакви хронични заболувања, па вклучувајќи го дури и карциномот. Така да, програмата за алкалинизација е првиот чекор кај луѓето кои што веќе започнуваат со хемотерапија. Нормално хлорофилот е една од компонентите кои што е можеби еден од подобрите намирници кои што можете да го користите за алкалинизација на вашето тело. Плюс имате едно фино, убаво, како да кажам, сокче, од кој што практично можете да се заштитите против бактерии, вируси, да го зголемите имунитетот, да ги исчистите вашите црева и така натаму. Значи, кост-бенефитот е многу поголем, бидејќи станува збор за додатоци во исхраната кои што практично не можат да појават некакви нуспојави, нормално ако тоа се користи со некаква солидна препорака. Не е добро сега се да се пие. Навистина е добро вие да конзумирате храна која што е чиста и да се обидете антиоксидансите и сите тие ензими да ги внесувате преку храната. Меѓутоа, ако го имаме физиолошки недостатоци, тогаш навистина треба да се даде во форма на додатоци во исхраната кои што се квалитетни. Не може сите додатоци да бидат добри. Така. Значи треба да ги читаме етикетите. Така, кога говориме за додатоци, кога веќе некој се соочува со вакво заболување и кога користи хемотерапија, што практично би требало од тие додатоци да внесува плюс за да на некој начин го забрза процесот на лекување против канцер? Така, во препораките кои што многу често им ги давам на луѓето, на клиентите кои што доаѓаат кај нас, секогаш се вклучени сирови сокови. Меѓутоа не се вклучуваат најобични сокови. Значи треба да внимавате со шеќерите. Јас не давам многу шеќери во текот на нивната дневна исхрана. Обавезно се вклучени сокови од зеленчук, уклучена јачменова, пченична, хлорофил зависно од типот на болеста. Се вклучува доста давам аминокиселини, поради тоа што имунолошкиот систем и како е зависен од протеини аминокиселини, така да може да биде вклучена сурутката како еден вид на намирница во форма на шејкови. Овошје со низок гликемиски индекс, и тоа се дава само наутро, подоцна во текот на денот не. Се користат некои видови на јаткасти плодови, доста супи, многу често препорачувам животинските намирници да бидат на почетокот исфрлени и исклучени од употреба. Зошто? Што содржат тие што сметаат во лекувањето со карцином? Во суштина тоа се намирници кои што прво го закиселуваат телото. Така. Второ се тешки за варење. Значи вам ви треба енергија за да можете да ги сварите тие намирници. Вам ви треба енергија затоа што процесот на самата хемотерапија е тешка. Практично немате доволно енергија, имате нагони за повраќање и така натаму. Затоа ни е потребна малце полесна храна за да можеме практично телото да му помогнеме да се избори со целата таа ситуација. Од друга страна, не знаете каков е квалитетот на намирницата која што сте ја купила. Многу често може да се случи не е исто месото кое што е хрането со житарки или е хрането со трева. Значи, така да квалитетот на месото е едно различно, второ не знаеме дали во неговата исхрана многу често се користат хормони за раст и така натаму кои што може да преминат и во млечните производи, може да бидат присутни и во месото. Да не зборуваме за антибиотици и така натаму. Значи, само ради таа цел практично се обидуваме да тој ризик буквално го намалиме на минимум, вклучувајќи ги па дури и млечните производи. Може да се вклучат од време на време, меѓутоа не да бидат целосно застапени. Бидејќи млечните производи се намирници кои што на некаков начин може да го закиселат вашето тело, значи кравјото млеко и така натаму. Знаеме да дадеме понекогаш, пак ќе кажам, зависи од типот на карциномот, дали ќе биде присутен некој ферментиран млечен производ, од типот на јогурт, на ајран, на кефир и така натаму. Меѓутоа сето тоа станува знак прашалник, зависно од тоа со каков тип на карцином си имаме работа. Значи, практично се сведува на еден тип на вегетаријански начин на исхрана, меѓутоа многу солидно обработен. Вие не можете да речете сега ќе јадете граф и готово завршена е работата. Морате да им дадете добри комбинации, бидејќи кога јадете граф и не јадете некое
парче леп со семки и така натаму, тогаш во суштина вашето тело е осиромашено од нема полни протеини. Така. Што значи пак во ред имунолошкиот систем ќе можеме да го искомпрометираме на некаков начин, така да тие комбинации, колку треба да се внесе, што, како треба да се искомбинира, кој тип на сокови, каков тип на чај, дали ќе се пие сода бикарбона или не. Почесто во последно време гледам луѓето користат и варова вода. Меѓутоа е еден апел дека варова вода не е добро да се пие во комбинација заедно со сода бикарбона. Така. Бидејќи може да, ако имаат предиспозиции за калкулоза или за каминчиња во бубрек или во жолчно кесите, како може да ги направат. Така да треба правилен избор практично и на какви типови на масла треба да се земе, дали омега-3, дали тие пак треба да бидат заштитени со некаков антиоксиданс поради зголемената концентрација на слободни радикали во телото, поради самата хемотерапија и така натаму. Што е тоа што треба да им го дадете, бидејќи се случува во одреден период со хемотерапијата, многу често да се појави анемија, да падне концентрација на хемоглобин, на железо. Што е тоа што треба да дадете, секако не во ваква ситуација препарати на железо, бидејќи депо на железо не е добро, може да биде еден од причинителите за развој на карциноми и така натаму. Треба многу пратење, многу новитети во светот има во оваа област. Навистина се повеќе суплементарната терапија, додатоците во исхраната се повеќе се испитуваат и тоа повеќе на клеточни линии, така да во суштина треба да се види дали вие треба чага, дали реиши, дали гравиола, дали индол 3 карбинол, дали ќе пиете АХЦЦ, дали инозитол, ИП6 инозитол, така да постојат многу додатоци во исхраната, екстракти и така натаму, меѓутоа навистина треба да се осмисли една правилна комбинација за да можете да имате и правилен третман. Така. Претпоставам дека во вашата секојдневна работа сте имале многу случаи на луѓе кои што се соочуваат со вакви заболувања и кои што дошле кај вас да им помогнете со сето на ваше знаење, што го имате и вашите совети околу исхраната, нели, применувањето на суплементите во лекувањето на канцер. Многу е важно, како што се напомена и од излагањето на Институтот за јавно здравје, навреме да се, иако се добие канцер, навреме да се диагностицира додека може да се излекува. Да не биде во состојба да зафати поголем број од органите во телото, каде што навистина повеќе тука за жал не ќе може да се делува, претпоставам. Колку имате вие случаи на кај вас на ваши пациенти кои што доаѓале, со кои што на ваков начин, со вакви совети, со целиот оној режим на исхрана применувајќи го, успеале да го санираат овој проблем? Значи, во бројка не можам да ви кажам точна бројка. Меѓутоа се успевали, тоа ми е поинтата, да навистина... Многу се битни повеќе фактори. Значи, битен е психолошкиот пристап кај тие луѓе. Дали тие луѓе дали е тоа може би најбитно? Па може би да, на почеток. личност, така? Затоа што навистина сите тие, ајде да не генерализираме, меѓутоа кај секој од нив се појавува моментот зошто ова мене, а не на другите и така натаму. Значи тоа не спаѓа во мојот домен, меѓутоа навистина мислам дека ваквите луѓе треба да побараат помош од психолог, од психијатар и навистина треба да им се помогне во тој дел. Бидејќи психолошкиот момент може би еден од најбитните во овој момент, затоа што може да ви даде, ајде да кажеме, една волја да вие направите практично некаква промена во вашиот животен стил. Затоа што прво не знаете што ви се случило од моментот кога ќе дознаете дека ви имате едно такво тешко заболување. Втората работа е многу битно кој стадиум е. Она што го збориме. Дали е на почеток, дали не, дали е како да ви кажам, метастазирано или не, дали е излезено од контрола и така натаму, што сега треба да се прави. И не е само пациентот тој кој што практично е вознемирен од цела во оваа приказна. Тука е цела фамилија. Така да во суштина сите трчаат, сите бараат некаква помош, сите сакаат нешто да направат и така натаму. Значи, во суштина тоа е во ред, меѓутоа навистина треба да се прават промени. Не можете тие луѓе да ги оставите едноставно да јадат се и вие однесувајте се како
Како да ништо како ништо да не било, тогаш веројатноста дека тоа дури и да е завршен процес пак ќе се врати е многу голема, или пак веќе да му помогнете едноставно во тоа негово ширење. Значи, не секогаш може да се помогне, за жал има многу луѓе кои што се во терминална фаза, меѓутоа јас сепак ќе кажам дека имате една ситуација за да можете да се изборите ако ништо не промените во животот. Навистина сите ние сме гости на овој свет, меѓутоа не е седно каков ќе биде квалитетот на вашиот живот. Една работа и втора работа на пациентите кои што одат на хемотерапија. Многу е битно да им помогнете да можат да го издржат тој процес на хемотерапија. Значи, и многу треба да се внимава што е тоа што вие ќе го земете. Дали за имунитет, дали ќе чистите вие систем по систем. Има правила. Вие не можете, ако на еден клиент кој што практично е тргнал на хемотерапија, каде што имате еден куп токсини во неговото тело, ако има масни наслаги доста, ако е крупен човек, вие сега да тргнете со една детокс програма каде што практично наместо да му помогнете, вие уште толку ќе го бутнете, затоа што можете одеднаш да ослободите голема количина на токсини и практично да му е влушите состојбата. Тогаш во таква ситуација можеби треба да размислиме дали ќе вклучиме малце некои млечни производи и така натаму, значи многу е различно. Дали се работи за деца или не, значи тука веќе навистина има многу разлика од човек до човек, од дополнителна исхрана до дополнителна суплементација, до начин на чистење на лимфа, до начин на чистење на кожа, доколку тоа тој ќе оди на некое почисто место, дали ќе ја чисти плуќата со длабоки дишење и така натаму, колку ќе биде во контакт со природата, колку ќе се обиди да го врати неговиот биоритам во однос на спиење. Сонот е многу битен. Значи, особено кога зборуваме за превенција од вакви заболувања, на вистина треба човек да биде одморен и одспан. Сонот значи многу. А и воопшто и за оние луѓе кои што впрочем и немаат никаков проблем, значи важно е да човек правилно се наспие и превентивно да делува. Така и значи, особено кога нели кога се информирам воопшто за секоја емисија, многу пати сум прочитала дека најважно е да се одспие и не било кое време, него негде после 10-11 часот до 6-7, тоа е она каде што навистина организмот на некој начин секој дел од телото се регенерира. Да се запази, да, се има одредени сати во кои што одредени делови од телото се чистат. Значи воопшто не е се едно дали вие, затоа велиме многу е битно последен оброк да биде во 7 часот, најдоц на 8, затоа што после тоа веќе почнуваат фазите на елиминирање на токсините, се чисти плуќа, се чисти црн дроп и наместо да му помогнете на телото, вие на таков начин му одмагате доколку внесувате. Да. Меѓутоа, знаете што јас сум многу често во контакти со наши колеги кои што работат и во Италија и во Австрија, за да на крај прашањето нивно секогаш ми е дали имате превентива, дали во Македонија може да се купат вакви или вакви додатоци во исхраната, дали луѓето пијат и така натаму. Сепак ќе кажам дека е многу битно да се стави акцент на превенцијата, да не чекаме да дојде до развој. Веќе кога ќе се појави, навистина треба да се делува. Еве, бидејќи сме тука на крајот, веќе имаме уште 2-3 минути, што би било вашиот совет за превенција, еве, да не дојде до канцерогенот заболување? Како секојдневно да се однесуваме ние во секојдневниот живот? Што да јадеме, што да консумираме, што да исфрлиме? Што практично, како да живееме? Помалце хемикали во животот, колку што може. Колку што може по природна храна. Сите тие што може да се дозволат органска храна, храна која што е ослободена од пестициди, од хербициди, од различни типови на хемикали, најдобро е тоа да практично го конзумираат. Таму каде што немаат избор, добро да се мие храната, нека ја потопуваат, да речеме, во малце оцет и така натаму, колку да можат нешто да ослободат барем од површината на храната, ако веќе имаме наталожено пестициди и различни хемикали. Да престанат на децата да им купуваат кондиторски производи. Значи, такви некои типови на крем бананки, не знам, различни производи кои што се буквални хемикали. Што се вели? Па во суштина се што е запакувано и све што содржи некакви си еден куп и така натаму. Луѓето веќе забораваат да ги читаат практично етикетите од самите производи. Нека користат сокови природни цедени, нека се исклучат овие
овие газирани напитоци, вештачки напитоци кои што ништо нема освен некакви бои, вода, шеќери и така натаму. Значи, јас не велам дека не треба да јадат ниту млечни производи, ниту ова, и нашите претходници, баби и дедовци јаделе, меѓутоа биле живи, здрави и живееле до 90 години, ама јаделе здраво. Значи, квалитетот, најбитно е да се избере правилен квалитет на немирниците. Јас мислам дека тоа е еден од главните параметри. И секако да се запазат во однос на, ако сакат превентивно да делуваат, моментот од време на време, да има чистење на телото, да се внимава какви типови на додатоци во исхраната кои имаат потреба од нив, да користат, да внимават на својот сон, да бидат добро одморени, колку што можеме помоце стрес во ова едно секојдневие како што имаме ден денеска. И можеби тоа е една од најглавните формули за тоа како можеме ние сами себе да си помогнеме. А тоа што може генетиката да го направи, тоа не може да се промени. Во суштина, евентуално може да се превенира со чести испитувања и прегледи кај матичните лекари се со цел да се открие ако нешто се појави на време. Ви благодарам за денес, се надевам во некое следно издание со некоја друга тема, повторно ќе бидете дел од ваш термин. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Се надевам дека сето она што го говоревме беше во ваша корист, се со цел подобро да ви информираме. За сите оние кои што не следеа, ако сакаат да стапат во контакт со доктор Зенделовска, веќе од утре ќе можат да се јават во нашата телевизија, ќе го добијат нејзиниот телефон. А ние се гледаме повторно за 7 дена во исто време. До тогаш ве оставам во убаво расположение. Имајте добро здравје.